Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазика. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Во ова издание за рефлексиите врз Македонија од самитот на НАТО разговараме со колешката Лилица Китановска, која директно од Чикаго ја следеше средбата и разговараше со државниците учесници. Но најпрвен кус преглед на најновите вести. Американскиот председател Барак Обама истакна дека земјите членки на НАТО се обединети по планот за ставање крај на војната во Авганистан и земјата да ја преземе безбедносната контрола до 2014-та. Тој сепак подвлече дека престои уште многу работа, вклучувајќи наоѓање решение за проблемите со соседот на Авганистан, Пакистан. Плейоф надпревари во NBA, Оклахома Сити Тандер со резултат од 106-90 ги совлада Лос Анџелес Лейкерс и се пласира во финалните надпревари на Западната конференција. А на исток, Бостон Селтикс пак беа понадмочни од Филаделфија Сиксерс со крајен резултат од 101-85. Бостон во моментов води со 3-2. Американската државна секретарка Хилари Клинтон ја реафирмираше политиката на отворени врати на НАТО на средбата со колегите од Македонија, Босна и Херцеговина, Грузија и Црна Гора на самитот на Алијансата во Чикаго. Нашата политика на отворени врати произведе некои од нашите најпосветени и активни сојузници и помогна да се создаде стабилност и соработка во Централна и Источна Европа, рече Клинтон пред средбата на представниците на овие земји. Во студиото имаме колешката Лилица Китановска, која беше таму и од прва рака ќе ни каже како ова се мина. Добро вечер. Од официјалната говорница и од поединечните изјави многу често се слушаше дека ова не беше самит за проширување, но токму тоа повторување и посебниот третман на земјите аспиранти, меѓу кои Македонија, покажа колку за НАТО е важно вратата да остане отворена. Всушност, како што може да се каже дека темата на овој самит беше инсистирањето дека овој самит не беше за проширување, многумина изведоа аналогија дека следниот ќе биде за проширување. Наш впечаток беше дека иако изјавата беше слична на претходно дадените, конотацијата имаше дополнителна позитивна нота. Кога председателот на Македонија го запрашавме за ова, еве како тој тоа го формулираше. Тоа кажува дека администрацијата следи што све прави Македонија и дека таа позитивна оценка е на основа на реални резултати кои се видливи, кои не можете да ги покриете со едно неодговорно несување на една членка на НАТО. А од друга страна, кога на маргините на самитот разговаравме со хрватскиот премиер Зоран Милановиќ и со црногорскиот министер за надворешни работи Милан Ручен, тие не ја крија поддршката за Македонија и посебно инсистираа на значењето Македонија да влезе во НАТО, не само заради нас, туку и за регионот. Македонија тоа стои и мислам да тоа не е добро ни за кога. Од новинарски аспект, што ти остави најголем впечаток? Какви беа условите во кои работевте таму? Дефинитивно одлична организација. Тоа се првите зборови што ми паѓаат на ум на вакво прашање. Логистички беше сторено се на новинарите да им биде овозможено успешно покривање на овој самит. За илустрација можеме да видиме некои снимки што јас ги направив таму од другата страна на настаните. Лилица, ти благодарам за овој разговор. Мола. А ние заминуваме од Чикаго со сите други новинари и делегации кои овие 2 дена го исполнија градот, на неговите жители и на неговиот ветер. Во јуни во Рио де Жанеиро нема само плажите да бидат полни. Преку 130 светски лидери ќе присуствуваат на самитот на Обединетите нации за одржлив развој. Средбата се нарекува и Рио плюс 20, со што ќе се одбележи 20 годишнината од првиот собир во Рио. На дневен ред развојот на алтернативните енергетски ресурси и утврдување на идните предизвици за човештвото. Обединетите нации велат дека речиси 2 милиарди луѓе или 1/3 од светското население нема пристап до енергетски ресурси. Главното мото на предстојниот самит во Бразил ќе биде енергија за сите до 2030, најповеќе од обновливите и одржливи извори.
Говорејќи во непрофитната истражувачка организација од Вашингтон, Центар за глобален развој, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун рече дека најдобар начин да се извојува победа против сиромаштијата е преку инвестирање во енергетските ресурси, но предупреди дека на светско ниво ги има во ограничени количини. We are using 1.3 times more. Користиме 1,3 пати повеќе од колку што имаме. Ако треба да потрошите 1,3 повеќе пати од вашата плата, тогаш што ќе се случи со светската економија, со компаниите? Тие ќе банкротираат. Бан Ки Мун наведе дека обновливите видови на енергетски ресурси во моментов представуваат само 16% од севкупниот енергетски потенцијал. Тоа мора да се промени, рече тој, особено со фактот дека согорувањето на биофосилни горива има директно влијание врз климатските промени. Without addressing climate change, Без итно и неодложно справување со климатските промени, до 2020 ќе дојде до загрижувачки стадиум. Полека се приближуваме до заканата по нашата иднина. Друго прашање што несомнено ќе биде на дневниот ред во Рио е неравнотежата во потрошувачката на енергија, особено по континенти и според степенот на развој на земјите. Виджај Ивер, директорот за енергетски ресурси при Светската банка, коментира. If in the US every person were to consume Ако во САД секој лице троши само по 10 киловат часови, ќе се заштета 4000 мегавати од енергетскиот капацитет, што споредено со денешната ситуација е еднакво на поборувачката за струја во Кенија, Уганда, Танзанија и Руанда. Но за да се постигне целта енергија за сите, Ивер вели дека светот треба да ги зголеми годишните инвестиции во енергетскиот сектор од 9 на 45 милиони долари, што представува голем предизвик. А утре во Newsflash мај месец на дипломирање нова генерација уметници од коледж во Балтимор. Говориме со некои од нив кои изложија свој дела уште пред да ги прима дипломите. Уметници во подем. Каква иднина очекуваат 400 дипломци од Мериленд и покрај неизвестната економска ситуација? Гледате во утрешната емисија. Тоа е се за оваа емисија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас беше Јулија Велковска. За повеќе содржини секако појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а побарајте не и на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.